интензивно многу луѓе работеа на креирање на концептот на понуда, пред кој што вечерва излегуваме, отвараме дебата со сите граѓани, сакајќи да слушнеме идеи плюс да бидеме коригирани од она што го нудиме, за да можеме некаде после 40 дена да го соопштиме документот кој што се вика политичка понуда на СДСМ. Јас сум вечерва овде да презентирам само еден дел од таа политичка понуда, но морам претходно да ги констатирам состојбите во Република Македонија. Денеска, почитувани пријатели, во Република Македонија постои длабока општествена раслоеност, осведомашување на мнозинството граѓани во државата. Македонија има највисок степен на социјална раслоеност во цела Европа. Денеска Република Македонија по степенот на раслоеност е на исто ниво како латиноамериканските земји, каде што владеат босови. Актуелната власт, користејќи две главни алати за зголемување на неправедност во распределбата на доходот во Македонија, успеа денеска да имаме само 4 до 5% многу богати луѓе, 2 до 3% средна класа и преку 92% сиромашни. Се повеќе се задолжуваме и еве Светска банка ни констатира повеќе од 400.000 луѓе, од кои што најмногу млади, заминале во последните неколку години од нашата земја. По поразителни факти и по секојдневно опипливи нема добија. Од ваквата ситуација, почитувани, не се излегува ниту со преродба од 100 чекори, ниту со преродба од 1000 чекори. Преродбата ја врши работата само на елитите, на сметка на останатите. Затоа изградивме концепт во кој што искрено веруваме, не популистички, изградивме сериозен концепт. Затоа што да признаеме дека не можеме да видиме поголеми популисти од најголемиот популист на светот Груевски. Ниту па граѓаните очекуваат од нас популистички методи. Очекуваат сериозен пристап, кој што пополека ќе ја врати Република Македонија на вистинскиот пат, кој што пополека ќе ја врати на сметката на лицето на граѓаните. Затоа излегуваме со програма која што ја рековме, ја враќаме средната класа. А со тоа, почитувани, и создавањето на конечно праведното општество во нашата земја. Нашата визија е дека Македонија треба да биде општество на бројна, економски стабилна и одржлива средна класа. Успех и среќа има секогаш кога се воспоставува равнотежа, баланс помеѓу било какви процеси, појави, групи и слично. Кога во едно семејство има равнотежа, тогаш има и среќа. Кога во една група, фирма, во општеството има равнотежа, тогаш секако има и надеж за добра иднина. 22 години, почитувани пријатели, во Република Македонија се прави баланс, равнотежа во погрешен правец. Големите патриоти македонци и големите патриоти албанци цело време прават равнотежа на етнички основи. При тоа ја заборавија она поважната равнотежа. Равнотежата помеѓу класите во општеството, помеѓу социјалните класи, помеѓу граѓаните. Во семејството, равнотежата помеѓу фирмите, равнотежата во општеството. Денеска балансот, равнотежата помеѓу елитите и останатите воопшто не постои. Останатите се мнозинство, денеска и македонци, останатите се мнозинство и албанци, останатите се мнозинство и турци, срби, роми, власи. Наспроти таа елита, по која што има многу мало малцинство и македонци, и албанци, и роми, и срби, и турци, и власи, и останати. Таа равнотежа, почитувани пријатели, ние мора да ја воспоставиме. Таа е целта кога која што се стремува наша визија, наша идеја, наша програма. Ние неуморно веруваме дека Македонија има силен капацитет, добра географска поставеност, одлични ресурси
за да нашите граѓани живеат подобро. Затоа нудиме сериозен концепт во кој што искрено веруваме. Ја слушнавте мерката враќање 15% од данокот на додадена вредност за сите граѓани. Сакавме да отвориме јавна дебата пред се со власта, со стручната фела, како и со граѓаните. Бевме дочекани на нашата власт. Ние во таа мерка искрено веруваме и знаеме дека е зрело времето за нејзино имплементирање и сме убедени дека ќе даде силен придонес во подигање на вкупниот доход во секоја семејство. Власта е дочека на нож, обидувајќи се да ја омаловажи, користејќи зборови кои што не приличат на еден премиер или подпредседател на влада за економски прашања. Не приличат секако на обичен граѓани кои што нема од економија. Само ќе ме прашам сите. Плаќаме секојдневно сметки, каде и да одиме? Дали се тоа сметките за струја, за вода, за телефон? Кога ќе излеземе во дуќан, имаме фискални сметки. Да купиме храна. Кога сакаме дома да реновираме, добиваме сметка. Кога ќе излеземе во кафиче, пиеме кафе, сок, пиво, ни дават сметка. Кога ќе сакаме на детето да му купиме книги, прибор за училиште, имаме фискална сметка. Кога сакаме да купиме стан за детето, има фискална сметка. Со издвоен данок на додадена вредност. Кога сакаме, не знам, да купиме дома опрема, шпорет, фрижидер, било што, има фискална сметка. Со ДДВ. Кога трошите 10.000 денари за да купите намирници за дома, доле имате 1.800 денари ДДВ. 15% од тој 1.800 денари се 270 денари. Тие 270 денари ги враќа секој потрошувач или секој граѓанин.